во Кина може имаме голема покрај виното кое традиционално го извезуваме за Кина, многу македонски прехранбени производи се прифатени во Кина и практично тие производи во иднина може да растат во продажба и има многу заинтересирани, односно конзументи кои што конзумираат македонската храна и ја прифаќаат. Тоа е на среден рок. А на долг рок малку повеќе би се фокусирал во секторот енергетика или во секторот производство на електрични автомобили. Тоа значи дека сега во моментов имам некаква информација од техничко-индустриските зони се извезува делови за електрични автомобили. Меѓутоа немаме се уште готов производ, немаме електричен автомобил кој што ќе биде македонски, кој што ќе биде покасно извозно ориентиран према Европа или према балканските земји, не е битно. Едноставно, таму јас ја гледам иднината. А иднината исто е гледам и во енергетиката. Кина во моментов има многу голем инженеринг околу проектите за обновливи извори. Основањето на оваа комора е потврда дека стабилните меѓудржавни односи добиваат своја практична димензија преку институции кои ги поврзуваат луѓето, компаниите и идеите. Би сакал да изразам длабока благодарност до 50-те македонски компании кои уште од самиот почеток ја препознаа важноста на оваа иницијатива, ни ја дадоа својата доверба и го поддржаа основањето на комората. Исто така сакам да им се заблагодарам на кинеските претприемачи кои допатуваа од Кина за да бидат денес со нас.